десетина, например, и кој што на чекање на листа ги има секој ден. Така да. Денеска примам од 12 Така, да, баш така. Добро, познати журки кај тебе се дека по 3 дена траеле додека си бил студент, ова е верно, значи се ова што зборев дека бил луд као млад, да не мисли дека му се удварам на човекот. По 3 дена журки со пресоблакање, гардероба, со враќање кај дац на журката, со понеделник доаѓање циганката да чисти, отворање вратата. Леле! Со вакво вриштање, а дац вика седнат на фотелја, вика, пуши цигара и нема каде да изгасе цигарата и вака бре. Усред дневна соба. Си бил навистина. И едно од твое хоби од тие денови беше бициклизм. Да, точно. Значи имаше велосипед, еден од оние старите тркачките текне со свиткани рачки. Старица и сега се какви 10-то. 10-то брзимика е застанало. И значи дац едно време се појавува ухеланчиња на тоа тие бициклистички, како се вика, све шлемче, ракавици. Прв пат видов некој да има шишена точак ставено за вода пиење уживо, пошто ние од Кумано дојде. Тој точак беше кошташе тогаш 2500 марки на времето. Да, Јупитер Кинг. Го имам точак. Многу сакам да ти го имам, не сум сменил од тогаш, сајла нема сменето. Последните години не го возам, иначе нормално треба само да се напомат гумите, се е у реду. Тој не стои во подрум, никош не стоел, стои во... Ке го чуваш некој од децава пројавува желба да го вози? Стефан пројавува желба, да. И сега му купив еден точак, баш, и ако има 2-3, сега му купив точак, уште еден сакаше. Го гледам дека сака спорт повеќе. Ми е драго што не се сака и компјутер, ама не толку. Сака да игра кошарка, сака фудбал. Ќе тргне по трагите на тато? Нема да тргне, он ќе тргне малиот. Ќе тргне малиот? Да, Стефан веќе има снимено филм еден за себе има. Има монофилм снимено, сам игра во филмот, игра само емоција. Што може да ставиш колеги наши некои, нема да го одигра така. Мислам, после секоја сцена имаше аплаузи. Тоа е краткометражен филм. Го снимаше покојни Драги Савевски, се ги снимаше приказните последни на еден телевизија. Многу интересно сценарио, се јас дете се вика. А Јаков, он веќе... Не, Јаков си е на факултет, да, на Американ коледж. Значи он нема глума такви работи? Малиот е греото да не оди на глума, зашто е многу талентиран. И да го пратиш обратно. Да. И убав. Тоа ќе биде трета генерација актери. Оние кои што не знаат, Стево Спасов е твој тата. Стево Спасов, за разлика од тебе, има играно во филмови. Па да, он почна така. Да, он така и почна. Тој е најубавиот глумец во Солунските атентатори. Ако некој се прашува кој е тој најмладото момче и најличното. Види, во тоа време Стево навистина беше звезда каква што нема на овие простори, немало никогаш. Многу холивудски изглед. Да, затоа што види, во тоа време каде што телевизијата ја немало, значи само од филм, од пула, од театар, од киносалите, Стево беше звезда која што навистина овие простори немало таква звезда глумачка. Со спроведување со полиција од театар до хотел каде што спија, зашто ќе го растргнуваат коли. Кажа полиција од театар и тебе со полицијата. И мене. А тебе за полиција? И мене имам јас популарен. Не, по старите генерација го знаат Стево, по старите генерации го знаат Стево многу добро и знаат навистина убав човек. И покојна Снежана, неговата сопруга, стрелно ми викаше Стево е по-убав од тебе. Ја и признавам, ја и викав, јас сум по-шармант. Да. Па морав нешто да се извадиш на нешто како. Нели децата треба да бидат подобри од родителите. Добро, имате ли некои пороци? Имаш некој порок во животот? Не мора да е тоа нешто што е, не знам, дрога или ова она. Некој позитивен порок, не знам, а што го сметаш за свој порок? Јас за свој позитивен порок сметам PlayStation игрици, такви работи. Јас едно време се запалив со децата. Таму им ги купив сите три, имаат и кеци, двојка и тројка, кај што се сега.
Јас, од кога си излегов од дома, немам некоја желба. Тогаш играв со нив. Немам некоја желба да... Но секој... Кладилници, нешто такви работи. Ништо не требаше. Ништо. Ништо. Не знам ни карти, не знам карти да играм. Се просветли, човек. Не знам карти да играм. Ти светец ке станеш, Да, свети може, дат спасов. може. Со орел ќе ме црта. Денвота. Ќе ме црта со орел овде. Се замислиш, со крилца, онакви. А во Борни. Уморни крилца. Уморни од Савајле у 5 сата. И врне. Покиснат. Може уште една мала музичка пауза. Може, нели, да те олабавиме и остани со Део и биди мирна. Мислам, внимавај на него. Пукај, а од тука да пееме, да не ги оставаме Да сами. не оставаме сама со Део. Део Кјуни цело време нешто ќе направи. Као и ти, така и ја имам тоа мука за пеење. Ја фатам микрофон, мене со моторна пила ми го сечат исто. Рачето од микрофонот. Спржи ме нешто од Бело дугме, а? Ја и ти? Ја и ти од дугме и од Не Халид дугме, Бешлич. Не, од Бебек. Од Бебек. Да, и од да. Халид Бешлич, може. Не, да, ајде. Да знае зората, да Да знае знае зората. Да зна зора, коју драгу љубим ја. Не би зора, загорува сванова. Никад руина сванова. Ночью данью руина вино пред зору, а пред зору пријаку живеја. A pred zoru priјаку живеја. Зора, да зна зора, коју рагу љубим ја. Не би зора, никад руина сванова. Што те смее во живот? Што те расположува? Па нормално добар виц,